Започнуваат активностите за реконструкција на подрачното основно училиште Страшо Пинџур во село Радање. Проект вреден 4,5 милиони денари, пари обезбедени од Министерството за локална самоуправа и општината Карбинци. Како што истакна градоначалникот Виктор Паунов, реконструкцијата се очекува да биде завршена до септември, а доколку има промени, учениците ќе имаат редовна настава во Централното училиште во општината, се додека не се заврши самата реконструкција. Се работи за изградба, односно целосна реконструкција на зградата на подрачното основно училиште овдека во селото Радање. Зошто е исклучително важен овој проект за нас? Затоа што позади нас е оваа училишна зграда која што е стара, верувале или не, речиси 1 век или некаде датира од 1934 година, скоро безмалку 100 години. Овој објект и во вакви услови, за жал до овој момент учениците посетуваа настава, наставниот кадар работеше во едни вакви услови. Се работи за проект кој што е целосно обезбеден како техничка документација од страна на општина Карбинци, а заеднички со Министерството за локална самоуправа преку програмата за диспаритети обезбедивме 4,5 милиони денари или 50% од вкупниот износ на овој проект, а остатокот од 50% ќе биде сопствено учество на општина Карбинци или кофинансирање од нашиот буџет. Министерот за локална самоуправа Златко Перински оттаму потенцираше дека оваа реконструкција ќе биде исклучително важна за учениците. Рече дека ќе се овозможи со одветни модерни простории. Повеќе од 90 години не е ништо инвестирано и сами бевте сведоци и ги видовте условите во кои што овие дечиња досега учеле. Навистина ќе бидат значајни овие интервенции кои што ќе се направат во овој објект и на овие 70 на дечиња кои што го посетуваат ова училиште на дневна основа ќе им овозможиме навистина со одветни и модерни услови. Ова е само потврда дека оваа влада инвестира секаде и рамномерно. За нас нема заборавени места и затоа мене ми е исклучително драго кога ќе дојдам и посетам некој објект кој што се инвестира, поготово доаѓа од рурална и мала општина каде што навистина им е потребна помош од централната власт. Покрај овие средства кои што ги издвоивме од програмата за диспаритети, општина Карбинци преку првиот и вториот јавен повик ќе добие приближно 40 милиони денари за реализација на 5 инфраструктурни проекти. Инаку, како што истакна градоначалникот Паунов, оваа реконструкција се очекува да биде завршена до септември, а околу 70 ученици ќе започнат новата учебна година во нови и модерни училници.